Жетвата привршува, а земјоделците годинава покрај преполовените приноси. Ги мачи и неизвестност околу висината на откупната цена на пченицата. Поради мразот, земјоделците се соочуваат со преполовен принос во однос на минатогодишната жетва, што се однесува до цената која во 2016 година изнесуваше 8 денари за килограм. Земјоделците годинава децидно бараат цената да не биде пониска од 12 денари, бидејќи поради ниските приноси ќе се соочат со загуби во работењето. Со прифаќање на нивниот предлог за интервентен откуп и ваква цена, сметаат дека ќе се заштитат околу 105.000 земјоделци што произведуваат пченица на површина од 1 до 3 хектари. Проблем за земјоделците исто така е и пласманот. Токму поради тоа, барањата на земјоделците се цената да не биде пониска од 12 денари. Земјоделците се уште немаат склучено договори со мелничарската индустрија, бидејќи чекаат да се преземат некои мерки за да можат да го пласираат тоа што го произвеле. Предвидувањата за пелагонискиот регион за сезонава се доста негативни. Добар дел од житните полиња дадоа род по 2 тони од хектар, што е половина од лебното зрно кое се собра минатата година. Пелагониските земјоделци велат дека неповолните временски услови го земаат данокот, најпрво ниските температури, а потоа и немањето на доволно влага го успорија ртењето и развојот на пченицата. Доказ дека родот во некои области од земјава е полош во споредба со минатите години е фактот што жетвата во околината траела само 7 дена, додека во минатото собирањето на родот траел и до 40 дена. Македонија годинава очекува недостиг на околу 110.000 тони пченица, поради што веројатно ќе реализира увоз. Од владата најавија преземање на сет мерки за стабилизација на пазарот. Домашното производство годинава се очекува да биде 190.000 тони или 37% помалку од минатата година, а потребите на државно ниво се 300.000 тони.